Овие снимки се од вчерашниот прилог на телевизија Телма, објавен околу 16 часот, во кој може да се види како граѓани во Чаир слободно пазарат во полициски час, во непосредна близина на полициски пункт. Полицајците ги контролираат возилата, без да обрнат внимание на прекршувањето на полицискиот час во околината. Неколку часа подоцна, телевизија Алсат, а потоа и други медиуми, јавија дека на територија на општината има полициска акција, во која се апсат лица кои го кршат полицискиот час. Доцна вечерта МВР соопшти дека станува збор за редовни контроли во кои се приведени 15 лица кои не ја почитувале забраната за движење. МВР продолжува со интензивни контроли на територијата на целата држава со цел санкционирање на непочитувањето на мерките за справување со COVID-19. Апелираме граѓаните да ги почитуваат овие мерки и заеднички да придонесеме во спречување на ширењето на коронавирусот. Денеска 360 степени ги посети 6 улици во кои постапуваше полицијата синоќа меѓу 19 и 20 часот. Жителите со кои разговаравме не знаеја дека не станува збор за полициска акција, туку за постапување по пријава на граѓани, како што тврди МВР. Во Вуковарска нашиот соговорник кажа дека не видел луѓе по улиците, но забележал неколку полициски возила. Полиција секоја вечер има, тоа е нивна работа да бидат присутни на секој момент да се движат горе-доле. Иначе ако не се тие, фактички може и нема да се почитува тоа. А вашите соседи, комшиите, видовте ли дека се движат по улици? Не. У соседи немаше. Немаше. За овој крај, ти зборувам за овој, а понатаму не знам. На неколку блокови од тука е улицата Методија Митевски. Жителите од ова соседство имаат каде да го поминуваат слободното време, кога не е забрането движењето. Неколкумина, главно млади луѓе, и покрај полицискиот час решиле да се дружат надвор. За приведување не сме видели никого, ама сирени имаше колку сакаш. Ето, тоа е чисто. А што треба да се одржуваме на ова епидемија треба. Дали се почитуваше полицискиот час или имаше луѓе по улици? Имаше тек тук. Тек тук па некој, иначе вака добро беше. Полицијата со контролите продолжила и на соседната улица, Лазар Трповски. Па не знам, галама било, али да ги матретирали, не ги матретирали, кола ги пикали. Така, тоа знаем, друго не знам. Се почитуваше ли полицискиот час викендот? Па, тие млади намерно прават, некоја далавера изазиваат, вака, така. Началникот на секторот за внатрешни работи Скопје, Ристо Ставревски, поставен на оваа позиција од техничкиот министер за внатрешни работи Наќе Чулев, вели дека приведените по завршувањето на процедурата во полициска станица биле ослободени. Според полициската статистика, 15 приведени во Чаир се дел од вкупно 180 лица кои само вчера биле лишени од слобода поради кршење на полицискиот час. Во саботата пак бројот на приведени изнесувал 130 лица. Бројките значат и дека споредено со претходните карантински викенди, полицијата сега приведувала повеќе. За Великден, на пример, на 20 април имало 89, а на 18 април 67 приведени. На прашањето зошто токму сега полицијата се реши на ваков потек, иако и претходно имаше очигледни прекршувања на мерките, Ставревски тврди дека постојано постапуваат со исти сили и ист интензитет. Овој пат може би е поразлично и забележително ако е за јавноста полициското присуство по улиците, е тоа што имаме и засилување, односно дополнителни 10 тимови од единицата за брзо распоредување, кои што се на подрачје на секторот за внатрешни работи Скопје распределени, но и претходниот пат и сега полицијата максимално работи, но не може да биде редар и чувар доколку свеста кај граѓаните не биде на повисоко ниво. Настанот во Чаир предизвика и директни и индиректни реакции на социјалните мрежи. Новинарката Менча Танасова Точи повика да не се стигматизираат само одредени скопски населби и при тоа сподели фотографии од прекршување на полицискиот час во општината Аеродром. На социјалните мрежи има фотографии и снимки дека има и други населби, како на пример Аеродром, каде што исто така мерките не се почитувале, но таму ваква акција немаше. Секаде каде што ќе добиеме дојава или информација или одредена наша патролна служба ќе забележи групирање на луѓе или лица кои што не ја почитуваат мерката забрана за движење, ќе се постапи доколку полициската патрола на лице место забележи дека има потреба од засилени тимови ради зголемен број на лица и е потребна помош на лице место, ќе упатиме оноку полициски
сили колку што е потребно за да се соочат на лице место, односно да интервенираат и да постапуваат. Немојте да знаете, во јавноста можеби таква слика се создава ради тоа што и камерите највеќе се насочени на тоа подрачје и критиките кои што доаѓаат до нас дека не постапуваме се база тоа подрачје, но не би се согласил со таква констатација дека само таму не има и дека само таму постапуваме, напротив, постапуваме секаде подеднакво на целото на подрачје кај што сме задолжени. За пријавите и приведувањата поради кршење на полицискиот час денеска зборуваше и министерот за внатрешни работи Наќа Чулев. Од четвртокот вечерта, кога почна забраната за движење, речиси половина од прекршувањата биле во Скопје. Вкупно на територијата на целата земја констатирани се близу 5400 прекршувања на полицискиот час од неговото воведување.